BlackVF, едно по-евтино телефонче, пуштено за поправка. Ама по лепенката што има позади, сомнувам дека е носен во друг сервис и што е направено таму ќе знаеме кога е отворено. Обично тие се поевтини телефони BlackVF и знаеме и да не ги примеме за работа, бидејќи некогаш поскапа е работа да се поправи отколку да се купи нов. Ама ето, предизвик е да се види што има внатре и дали може да се поправи. Ама ете, кога се отвора телефонот, кога е дојден веќе, кога се отпакува телефонот, кога е дојден веќе, гледам дека му е внатре SIM картата и ето, како сервисер помислам дека можеби некој не може да се дозволи да си купи нов. Тај мој телефонот, че ми е оставена SIM внатре, нема друг. Еве SIM картата. И да видиме што ќе направиме со телефончето. Дали е онатре каша чорба направено од некој, да не кажам, сервисер или десервисер, или е се уредно. Како што гледам внатре уредно, да, пробано отварање телефонот, но нема ништо каша внатре, значи уредно, па да пробаме да видиме сега дали може да го поправиме телефончето. Ќе пробаме прво со испитување на батеријата и дали има краток спој на батеријата и на конекторот за кај што се поврзува батеријата на плочата. Значи нема краток спој, open line, all, значи open line, значи нема спој, all. Ќе пробаме да ја наполним батеријата. За да ја донесеме до 37 волти, за да може да телефонот да биде паметен и да стартува. Значи испод 37 волти телефонот не стартува. Арнова сега малку е чудно што придонесло за да се испразни батеријата. Сепак мораме да ја испитаме и плочата понатаму да видиме значи зошто батеријата е испразната. Значи директно на конектор нема спој, но можеби има некаде друга линија што грее и ја истрошило батеријата и направило спој. Сега гледаме, значи немаме шемит за тие телефони, како што има за iPhone и за Samsung, за тие нема, тие се работи на памет, значи отприлика од искуство. Значи тука нешто покажува недобро. Треба да е open line, ама тук ни покажува некаде околу 3 Ома, мислам дека беше, да. Да, 3.0 ом, што тоа не е баш спој, ама нешто како, не знам како да го наречеме, како полу спој. Ама пак прави проблем. Ќе пробаме да го извадиме тоа, што ни прави спој, па да видиме што ќе каже телефонот. Значи во другиот сервис не е тоа увидено, се отворили, што сте правили не знам, значи не е увидено и телефонот им е вратен сигурно назад. Ама ето, некој пат едно маленко делче, може едно маленкичко, што не е и толку битно, што може без него да работи телефонот, значи телефонот не стартува. И да не бутира потоа што. Ако има директен спој, нема да не бутира тоа беше, телефонот значи сретна. И сега да видиме дали ќе бутира. Значи не се рестартира, да, ќе взе логото, значи телефонот ќе се уклучи. Значи маленкото делче е бил проблем на тој телефон. Чисто да провериме сега дали има звук. Ето там е и микрофонот на конектор долу, дали има звук, дали си функционира звукот. Да, Google
voice работят, значи микрофонът функционира. И сега се продължуваме с склопување на телефонот. И ето, значи маленко делче, некој не сакал да обърне внимание или не знаел да го најде проблемот и ќе бил сврлен телефонот. Телефонот е поправен, но ете сега почнуваат предизвиците, мислејќи дека се е готово. Телефонот го затвараме, но баш тие ефтини телефони, сега и за тоа и сум соглас да објаснам оти такви телефони знаат ефтини, знаат се нешто да им фале се нешто и да не ти исплате времето што ги поправаш. Затоа обично ги избегнуваме повеќе. Значи сега испаднаат и конектора не е добар. Тај некој кој пробувал зашо не пале мардело и конектор го разлабавил, а ние така не може да го вратиме. Де полне, де не полне, и сега ќе пробаме да го направиме конектора. Бидејќи, а може би проблемот е настанал и од конекторот. Слаб контакт, плочата загрева и е изгорело тоа што е изгорело. Сега ќе пробаме да го извадиме тој конектор и ќе ставиме нов, да кога ќе го вратиме, значи да не биде телефонот 100% функционален, а не само да па пак да не биде вратен, па не полни, па друго, трето, ако телефонот си е бил во таква состојба. Значи ќе пробаме се да извадиме конекторот и да видим што ќе покаже.
телефонот се затвори, значи веќе треба да е готов, ама ето пак Black VF знае да изненади и нов предизвик. Значи телефонот пак се стартира, сега друг проблем, вика извади го полначот. Значи нешто како спој на телефонот пак. Значи веќе тоа не е ни интересно под разлог. Затворен телефон, пак да се расклопува и како што гледа сервисерот на видеото покажува лутина. Ама сепак тоа е дел од работата и да се потрудиме да видиме што му е сега проблемот на телефонот. Телефонот е пак отворен и ги проверуваме конекторот што го сменевме, значи да не е нешто пак испуштено линија, жичка, но изгледа се добро. Значи пак ставаме да видиме полночот, пак исто ни вика извади го полночот, има нешто спој. Сервисерот малку го засрби ушињето, не му е јасно, ама ајде да видиме и идеме далje. Батеријата се проверувам, батеријата окей. 4.3, охо, супер. Мислам 3.6 беше, ето мислиме дека е батеријата пак паднал напорно, да пробаме пак да ја напанеме, да дојде до кај 3.7, значи беше 3.6 кој измериме. Да дојде барем 3.7 нагоре, оти знае да прави батеријата исто проблем со падната батерија, да не ќе да полни. Да кажува low температура или ладна температура. Пак исто. И сега ставам под микроскопот да провериме дали нешто, значи дел што го извадивме се извадено, еве го проблемчето, дали е тоа од нас, дали е од било, од претходно, значи не може да кажеме, правеше спојче и го прелемуваме и сега пак пробуваме и супер, значи телефонот пак се полни, пак е во нормала и пак го затвараме. Но има уште еден предизвик. Наполни, сега на стартова ич. Тоа е стварно мадафака. Ајде пак инспекција на телефона да видиме. Конекторот. Сега беше проблем, па и конекторот откажал. Значи конекторот скршен. Дали од нас, дали не знам, од многу вадни ставање, значи откажал и конекторот е така значи на ефтини телефони
Black VF. И ајде го залемуваме пак конекторот да видиме дали ќе успееме да го поправиме истиот. И изгледа добро, па да пробаме да видиме. Значи пластиката не е ништо проблем, сега ставаме конекторот и добро е. Значи по стартов безполнаш. И изгледа весело и сервисерот. Надевајќи се дека нема да имаш нешто друго. Ето, за секој случај му ставаме гумичка да натиска на батеријата. И затвараме со надеж дека нема да има нов предизвик. Малку да го треснеме сега да видиме телефончето как ќе реагира на трескање. Това е најдобра контрола. Так, добро, супер. Ајде затвараме, фала пријатно. И тове. Значи видеото е интересно, значи снимак го и со глас, оти со пишење не може да се објасни. Значи ефтино телефонче, много работа, а low cost. Така да. И ето, телефонот си е добар. Окей.